Заеднички со сите институции и со граѓански друженија ги разгледавме сите сугестии и опции. Направивме промени и отстапки во проектната документација, се со цел да се минимизира ефектот врз животната средина, со што ќе се намали оштетувањето на дрвната маса во текот на изградбата на гасоводот. Сакам да потенцирам дека Македонски енергетски ресурси изработи предлог на нова траса, која во дел од 4 км ќе ја помести линијата на гасоводните цевки, според која значително се намалува уништувањето на високолестата шума. Со новиот предлог, тоа подетално ќе го објасни директорот на Македонски енергетски ресурси, од планираната сеча од 3000 кубни метри шума, со новиот план се намалува на околу 1400 метри кубни кои би требало да бидат исечени за изградбата. Исто така, со новиот предлог, ширината на трасата се намалува од 25 метри на 10 метри до 15 метри, се избегнуваат деловите каде што има густа дрвна маса. Морам да спомнам дека ќе се изврши 5 пати повеќе пошумување на поширокото подрачје каде минува трасата. Како компензација на секој исечено дрво, да се посадат 10 дрва за да се оформат нови заштитни подрачја на водно кон матка. За ова веќе постои договор помеѓу МЕР и јавното претпријатие Паркови зеленила со точно утврдена цена за засадување на нови садници. Свесни сме дека со ова има одреден процент поголеми трошоци, но по цена на поголемите трошоци внимаваме на поголема заштита на животната средина. Генерално ова се предлозите на МЕР во однос на заштитата на животната средина и влијание врз нејзе. Но за ова подетално, како што спомнав, ќе даде директорот на Македонски енергетски ресурси. Тоа што е најважно, а што сакам јавно да го споделам е дека како надлежност на Министерството за транспорт и врски и како став е дека за секоја промена на трасата потребно е да се направат измени на постоечката планска и проектна документација, согласно Законот за градење и Законот за урбанистичко и просторно планирање. Не можете да кажете дека ние ќе внимаваме, ние ќе имаме огромна контрола, дека ќе го правите по сите прописи и стандарди, кога стандардите не се запазени уште во стартот на градбата. Значи, ние кога од самиот почеток на градба забележуваме некои работи, немање ознаки, немање обележен заштитен појас околу градежните работи, нема знак за предупредување дека работи тешка машинерија, нема документација на терен, немаше мобилни тоалети кои што накнадно се донесени, немаше соодветен надзор, немате обезбедено биолог кој што ќе биде присутен цело време при работа на терен. И тоа збориме, значи, на веќе започнати работи. А ни велите, нема проблем, вие ќе ни контролирате и ќе ни помагате. Како да ви помогнеме кога вие не сте ги обезбедили основните начини на контрола, а барате од нас да ви помогнеме за контрола на кој момент? Еве, ова не е наша работа, верувајте. Ние само наоѓаме кои се вашите грешки. И не е во ред да имате вакви грешки и да велите дека вие сте обезбедиле се што може за да биде еколошки изведен проектот, односно да биде најмал импакт од врз животната средина. Стан од 80 метри квадратни кој се грее на парно ќе има намалување на трошоците за 24%. А ако се грее на струја, ќе заштеди 35%. А доколку го користи екстра лесното масло како енерген за грејење, ќе заштеди 54%. Значи, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани здруженија, почитувани невладини организации.